точно време и за нашите први гостинки. Јас имам денеска привилегија да бидам во друштво на 3 млади дами од основното училиште Војдан Чернодрински во Скопје. Добро утро за Дарија, Катја и Сара. Добро утро. Како се чувствуваме ова утро во нашето студио? Супер. Супер, утрински, наместо на прв час. Денеска сме овде на гости во утринската програма на Алфа телевизија да прикажеме нешто многу убаво, нешто премиерно, кое што се случува за краток временски период, еден воннаставен проект насловен како Воздишки, кој предводи по идеја на вашата библиотекарка Дијана Петкова, една енергична, една креативна дама која што можам само да предпоставам колку ви е убаво да ја посетувате библиотеката и поради нејзината енергија и сето она кое таа уме толку природно и на едноставен начин да ви го доближи, не да ви го наметне, бидејќи со децата ништо не треба да биде наметнато така, нели? Да. Ништо под притисок. Проект кој траеше од 1 март па се до 28 мај и на крај финално вчера вечер, значи оваа книга уште мириса на печат. Вчера вечер тие како изненадување ја добија и како подарок. Овде е опфатен целиот проект кој всушност опфаќа многу интересни содржини за некои можеби непознати, хаику, хаига, хаибун. Вие ќе ни ги објасните овие термини, но еве вака кој на почеток би кажал што представуваше овој проект? Овој проект всушност дури почна скрос ненајдено, со тоа што јас и една другарка отидовме до библиотеката да земеме една книга и тогаш се запознавме со нашата библиотекарка Дијана и таа започна да ни малку да ни зборува за јапонската култура, за што всушност тие прават, за нивните традиции и обичаи. А таа би е јапонка, замисли, а ви објаснува за јапонската култура. Да, и ни фати тоа интерес и се пријавивме да учествуваме во овој проект и после го предложивме на нашите соученици, тие исто така има интерес да се приклучат и со тоа започна проектот да се шири и така започнавме се повеќе и повеќе да учиме за. И колку дечиња се приклучија во проектот? Вкупно бевме околу 31 ученик и од кои во 8 одделение бевме 21, а деветите беа вкупно 7 ученика и од 6 одделение беа тројца. Да. И така се расшири многу, бидејќи беше забавно и го предложивме на сите. Да. И од оној наш неврзан разговор со вашата наставничка Дијана, велеше дека беше уживање сите овие 3-4 месеци да се биде со вас, да се биде дел од проектот, особено во петоци после часови кога секој дете сака да си замине дома, тие правец во библиотеката и тоа не најавени да ја заокружите седмицата со вашата наставничка. Проект посветен на јапонската култура, работен со учениците од основното училиште Војдан Чернодрински, со целосна поддршка од вашата директорка. Многу деца вклучени, многу труд вложен во оваа книгичка и еве вака, ајде на почеток да им објасниме на гледачите кој би сакал да ни представи една од овие 3 видови на што значат овие термини? Хаибун. Хаибун? Хаибун е краток расказ, поврзан со хаику, во кој раскажуваме некоја наша кратка случка која ние сме ја доживеале. Така. Катја? Јас сум Катја. Ти си Катја. Сара? Јас би сакала да ви раскажам за хаигата. За мене тоа представуваше најзабавно заради тоа што се содржи од како 2 техники, односно јапонски техники, со што едната беше енсо круг, кој што претходно го цртавме ние, кој што всушност представува круг со кој што може да се искажат сите емоции, да кажам, во таа една техника. И во таа техника исто така се состои и едно хаику, за кој што ќе ви каже Дарија. И хаикуто представува како иста техника која што се спојува заедно со цртежот и заедно тие формираат како представуваат сите емоции кои што ги чувствуваме во тој момент. И исто така понекогаш всушност ние лично цртавме и како посебни цртежи внатре во енсо кругот, кои што може и да се поврзуваат со хаикуто, но и не мора. И навистина беше забавно заради тоа што се состои од 2 техники што можеш на 2 начина да го представиш тоа. Тоа некако вака би изгледало со тие кругови за кои што зборува Сара.
мене Хаику навистина и ми е, енцокруга, да, мене навистина ова ми е многу магично еве вака да слушам, поради тоа што во моето време кога јас бев ученичка, можеби немавме толку креативни содржини и немавме наставници кои поттикнувале вакви идеи да се сработат и да се спакуваат во проект во кој беа опфатени повеќе од 30-40 на работилници за овие 3 изминати месеци. Дарија, кој беше третиот термин? Хаику. Хаику. Да, тоа е всушност кратка јапонска книжевна форма со која што се користи да се изразуваме. Таа се состои од вкупно 17 стиха. Во првиот стих имаме 5 слогови, во вториот стих имаме 7 слогови и во третиот повторно 5 слогови. И мора да се водиме по овој редослед на слогови ако всушност сакаме да имаме хаику. Со што во хаикуто се зборува за природата, љубовта, поради тоа што јапонците многу ја ценат својата природа, некад никако да ја оштетат и стварно многу ја ценат и всушност во хаикуто се збори за природата и врската помеѓу човекот и природата. И затоа главно се збори во хаику и нели се користи во енцокругот и така. Одлично. Можам да замислам само колку ова им беше интересно и на другите ученици кои не беа вклучени во проектот, ама вие сигурно им раскажувавте. Во проектот беа вклучени Катја 6 оделен, ти си од 6 оделение, 8 оделенци и 9 оделенци. 7 ги оставивте, не ги дружевте? Не? Па мислам дека не се пријавија. Тие во други проекти сигурно беа вклучени. Да, во текот на изминативе 3 месеци, инаку се она што се случуваше на работилниците за нишки како воздишки, тука се слика енцокругови, како што кажа, и учениците учеа како да се релаксираат сосредочувајќи се на звук од тибетска звучна чинија. Како изгледаше тоа, Катја? Или ти не беше на таа работилница, бевте присутни на сите работилници? Да? Добро, ќе ми објасните нешто подоцна, само да кажам што се друго се правеше. Правевте и суши? Да? Како го правевте сушито? Кој ќе ми каже? Катја? Сушито цел процес. Зимавме алги. Алги. Врз нив стававме ориз. Врз оризот стававме крастави. Може да се стави и лосос, ама зависи како ви одговара. Вкусови, да, има многу различни, вие го правевте, да. Може да стави краставица, авокадо, морков, кои краставицата и морковот мислам дека престојуваат во оцет навечер. Мислам, да. Да, се маринираат, да. И тие ги ставаме, го замотуваме и го сечеме. Тоа. Прекрасно, навистина, вие сте спремни за директно во Јапонија да ве земат да ја представувате пак таму македонската култура и се она кое што ние како традиција овде го поседуваме. Имаше и мини зен градина, така нели? Да. Кажете ми нешто повеќе околу ова? Мини зен градината всушност ние ја правевме на часот, со што имавме посебни садови во кои што и се поделивме во повеќе групи на ученици. И, пример, во нашата група на ученици ние имавме како посебна, поширока, да кажам, чинија, со што стававме ориз и како, да кажам, тоа ни беше подлогата, или брашно, да кажам, некое поситно, или сол. Ние го ставивме со сол и потоа како декорација ставивме и некои како камчиња, но посебно Дијана ни кажа дека е традиционално во јапонската култура да биде како поедноставно, но да представува како нели убавина на природата. И поради тоа ние го направивме поедноставно и како да кажам го украсивме и личеше многу убаво. И таа ни покажуваше и слики нели како треба да всушност да личи всушност зен градината. И така се поделивме во повеќе групи и беше интересно бидејќи секој имаше како своја различна зен градина и можевме на крај нели да ги видиме сите крајни. Значи врти случаи во се беше оризот вклучен, затоа ви се искосиле очите овие 3 месеци. Прекрасно. Поминавте низ еден целосен, би рекла, творечки, креативен, трансформационен процес, да? Какви промени почувствувавте, Дарија? Од почетокот до
самиот крај, како ефект на целото ова ваше Ева, дружење? пример, сега природата гледам на, како да кажам, многу друг начин, многу покреативно се чувствувам и се осеќам. Пример, како ја гледав природата пред проектов и сега е многу различно, гледам на многу покреативен начин, мислам многу поубаво, многу сум како мирна, да кажам, совземена, не се нервирам до толку лесно. И да, тоа многу сама помирно и порелаксирано на напред да се чувствувам овој проект. Ги споменавме и тие медитативни техники, тие учењето како да се релаксирате сега и тука во мигот. Ве направи ли, Катја, тоа поселективни, да речеме, во изборот на музика кој го одбираме, а сакаме да ни биде убаво? Имаме можност самите да си го одредиме просторот и сето она кое што како звуци ќе не оптеретува. Да, тоа многу го смени мојот поточно стил на музика. Јас порано слушав различен вид на песни. Тоа што слушаат сите, тоа што слуша толпата, така? Да, Обично на ваша возраст, кај одат сите, таму и јас. Да. Но како зрееме, како ни се случуваат еве вакви некои проекти, можеби или нешто ни се случува кое ќе не пренасочи или можеби ќе не вклучи во своето јас, ние почнуваме да бидеме јас, а не сите. Така? Да. И каква музика слушаш сега? Сега некоја музика што повеќе може да ме релаксира, затоа што јас музиката најчесто ја пуштам колку да се релаксирам во моментот, така да најчесто е некоја музика која ме релаксира. Браво. Многу сакам кога слушам вакви позитивни промени од само 3 месеци процес кој што навистина не е многу долг, ама па не е ни краток. Сара, кажи ми ти нешто повеќе околу промените кои ти ги почувствува? Кај мене најчесто промените кои што ги почувствував беа со природата поврзани, поради тоа што јас порано не ја гледав природата како толку важна и како да кажам толку еден битен дел од нашиот живот, но после овој проект приметив дека природата е всушност све што е околу нас и све што треба ние да го почувствуваме и да се, да кажам, поврзаме со неа. И најчесто додека одам на школа, нели се поврзувам со природата заради тоа што понекогаш и претходно пред проектов додека одев на училиште беше нели напнатост имав додека да стигнам на училиште, а вака сега после проектот сум многу порелаксирана и можам да ги слушам звуците околу мене, да едноставно да се поврзам. Си се конектирала. Да, си се конектирала со природата и со мајката земја. Има ли доволно, Дарија, во наставни проекти во вашето училиште? Бевте ли информирани за нешто слично вакво и дали други проекти знаете какви се случуваат? За сличен проект како овој, можам да кажам, не, бидејќи ова е скроз ново за нас, прв пат се случува во нашето училиште, не е нешто што се срекаваме со секојдневно, поради тоа што јапонската култура е скроз не спротивно, имаме сличности, али многу е поразлична од нашата македонска култура, па затоа не ја срекаваме до толку често. Но вие во наставни проекти сме имали еден за безбедна училишна средина, за против насилство во нашето училиште, како да се спречи насилството, но конкретно за овој проект можам да кажам дека немаме нешто вакво што се има случајно претходно во нашето училиште, ова е прв пат. Браво, се надевам дека ќе расте од година во година, можеби вие тогаш ќе бидете средношколки, но ќе ви биде драго да видите што прават вашите помали соученици. Разбуди ли, Катја, овој проект желба кај тебе и кај вас сите да ја посетите Јапонија? Да. Да? Да, многу. Некаде следевте ли што се случува во Јапонија, како живеат таму? Знаете дека Јапонија е многу напред пред овој дел од Балканот, европскиот дел и не во шега често пати велиме дека Јапонија е веќе во 22 век. Ние се уште сме во 21-иот, но Јапонија е во 22-иот и покрај толку земјотреси кои што таму редовно се случуваат, тие толку брзо успеваат да се дигнат на нозе и повторно да продолжат таму каде што се станале. Што најмногу би сакала да посети Катја во Јапонија? Можеби главниот град Токио? Да. Да? Да, да видам технологијата каква е таму, како се случува, затоа што нели се понапредни и едноставно интересот таму. Да, некои јапонски зборови, некои јапонски изрази, други исклучително ми делува мене сложен и тежок. Вам како ви се чини јапонскиот јазик да треба сега да ви го воведат во училиште? Тешко ќе биде. Да.
Да. Да. Се што се сака да се постигне, верувам дека ништо не е тешко, особено на ваша возраст. Кажете ми вие, драги мои, колку често ја користите библиотеката и дали е доволно опремена со нови наслови, што најмногу одбирате кога одите во библиотека, освен сето ова, нели, што беше поврзано со проектот? Епа, да, ние доста често посетуваме библиотеката, но главно си да мислам дека посетуваме за лектири или нешто поврзано со школа, некоја лектира ако не можеме да ја најдеме. Најчесто одиме во библиотеката, таму не само лектири, туку разгледуваме и други книги од било која жанра, фантазија, мистерија, сите тие. И затоа често одиме во библиотеката и често земаме книги, плюс нашата библиотекарка Дијана може некогаш да ни препорача некоја книга ако не знаеме точно што да земеме или само да разгледаме, да. Одлично. Сара, ова лето одиме на одмор со книга или книгата ја одложуваме за после одмор? Па може би со книга. Може би со книга, да. Предпоставувам дека нема да заборавите да спакувате некоја добра книга. Катја, што преферираш ти повеќе да читаш, поезија или проза, кога веќе имаш желба да исчиташ книга која не е поврзана со лектирите? Проза. Проза? Да. Ке ни препорачаш некое дело? Не мора сега веднаш, еве додека го заокружуваме разговорот, ќе ни препорачаш некое дело кое би можеле вака да го прочитаат деца од вашата возраст, ти си 600 оделенка и верувам дека си успеала да дојдеш и до некоја книга која не е поврзана со она задолжително читање. Да. Да, размисли, ќе ни кажеш. Како оваа година, прв пат имаме подолга учебна година, како се манифестираше ова сето на вас? Е продуктивен јуни месец или само одите колку да се изодат деновите и часовите? Колку да се изодат. Колку да се, поради што најмногу? Поради она дека јуни е и дека вообичаено во јуни сме на распуст или заради тоа што имаме екстремно високи температури? И поради едното и поради другото, така? Да, поради двете. Бевте на екскурзија оваа година? Да, вчера. Вчера? Да, И како си Саре. поминавте? Прекрасно, многу интересно таму. Супер си поминавме, ама многу жешко. Многу Тоа жешко, е да. јуни сега. Да, навистина на толку топло време едноставно не можеш ниту пак да го уживаш времето. Катја, се сети на некоја книгичка, некоја препорака? Да, кога бевме на сајмот на книги, јас видов една книга, беше, се нарекуваше, мислам дека Бесловен. Во неја се раскажуваше за некој дете и се раскажуваше за неговите проблеми низ животот, низ што се он поминувал. И мислам дека таа книга поточно е многу едукативна, за да видите колку животот на некои луѓе таму е многу потежок од колку нашиот. Така. И благодарам многу, бевте навистина прекрасни. Посакувам секогаш да имам вакви инспиративни и вредни ученици, деца, девојчиња кои што се светла точка на нашето секојдневие и светла точка на нашето образование. Ако постојано се критикува нашето образование дека треба да се прават промени, еве ова се промените кои треба да се направат и вака треба да се поттикнуваат децата да го сакаат училиштето и сите во наставни проекти. Благодарам многу, имајте убаво лето. За сите петки веќе не ве ни прашувам, тоа ми е совршено јасно.